Руските сили во текот на ноќта гранатирале повеќе украински позиции и упоришта, при што убиле најмалку 600 војници, соопшти Руското министерство за одбрана. Артилериските единици погодија 32 командни пунктови, 5 складишта за муниција, 403 упоришта, области каде што е концентриран персонал и воена опрема, како и 51 позиција на украинската артилерија, повеќе од 600 националисти загинаа. Руската армија објави дека ќе го прекине вооружениот оган на 5, 6 и 7 мај за евакуација на цивилите од челичарницата Азовстал. Ќе бидат отворени хуманитарни коридори за персоналот, жени и деца кои се уште се во подземните бункери на фабриката. Сепак тамоштите украински бранители тврдат дека руските трупи и натаму се обидуваат да ја освојат челичарницата, сега и со копнена офанзива. Вже другий день, як противник прорвався. Веќе втор ден како непријателот упадна во територијата на фабриката. Има тешки крвави битки. Горд сум на моите војници кои вложуваат надчовечки напори да го задржат притисокот на непријателот. Ситуацијата е исклучително тешка, но без разлика на се, ние ја продолжуваме одбраната. Руските сепаратисти објавија видео од напад врз челичарницата Азовстал. Снимката е објавена на 4 мај, но нејасно е кога е извршен нападот. Оружјето не мирува ниту во другите места во источна Украина. Во ракетен напад во Краматорск има 25 ранети, оштетени се 9 стамбени објекти, училиште и друга цивилна инфраструктура. Гувернерот на Луганск пак информира за најмалку 5 загинати како последица на гранатирањето врз градовите Сјеверодонецк, Лисичанск, Кирске и Попасна. Руската армија знае дека Западот и обезбедува на Украина не само оружје, туку и разузнавачки информации, изјави денеска портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Нашата армија е свесна дека САД, Велика Британија и НАТО постојано пренесуваат разузнавачки и други параметри до украинските вооружени сили. Тоа се акции кои не придонесуваат за брзо завршување на општествената воена операција, но во исто време не можат да го попречат остварувањето на нејзините цели. Предходно денеска Нью Йорк Таймс, цитирајќи високи американски представници, објави дека САД обезбедиле разузнавачки информации кои им помогнале на украинските сили да ги убијат повеќето руски генерали во војната во Украина.